Që zbëruame nakratko kako jedan američki general go prihvati islam. I da li koga nekoj bi došao nas da ne pogled na ovdeka, nekoj bi vlegao go islam ili bi izlegao od islam. Američki general kaže vam kako bil postaven na služba vo Kuvajt. Ne zname дека во тој свет има многу амерички бази, постојано има војни и ред други работи. Овој генерал кажува сами од себе си дека еден ден, додека гледал на телевизија Мека, дошло време за намаз. И кога видел како 3 милиони луѓе, а било време на аџила, 3 милиони луѓе застануваат сите заедно во саф. 3 милиони луѓе со различни бои и јазици. Еден предводник, а тој е предводник генерал Судейси, имам во џамија во Месџидул Харам во Мека. И кога тој ќе рече Аллаху Акбар, сите на руку, Аллаху Акбар, сите на сеџде. Каже овој генерал, кога видов таа дисциплина, тој ред, бе воодушевен и вџашен. Нема на свет генерал кој може да даде наредба на 3 милиони луѓе. Со кој било јазик, прво да го разберат сите. И сите да му бидат покорни, и сите да ги слушаат неговите наредби и однесувања. Ова го забележа фика во клањањето, во намазот, во Мека. И од тука почнав да размислувам за оваа вера и на крај се обратил во Исламски центар да му дадат литература на англиски јазик, да чита, истражува и на крај прима Ислам и оди во Мека. Ова беше само кратко. Дисциплина и култура на еден муслиман може да го натера на човек да го засака овој Ислам. Не дисциплина и не култура. Прво на наше однесување во џамија, а и пошироко. Колку пати е кажано, ја гледам овдека има луѓе стари и болни, застанува во саф. Здрави прави се пружил како во ресторан. А што е лошо, и младите деца го земат тоа, го копираат од тебе, а ти ќе го носиш гребот. Уште не сме сватиле однесување во џамија. Уште не сме сватиле начин на излекување од џамија и начин на влекување во џамија. А не еднаш е кажано. Али наше е да кажеме како што вели Аллах џелле џелалуху: "Вадзакир фе инна зикра танфа'ул му'минин." А ти опомени, може би верниците ќе земат поука. Оно што има а што ќе рече џехенемлијата? Што ќе рече џехенемлијата? Allah Kur'an veli: وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. A ti će reći vo džehennem. Zašto ste vo džehennem? Ti će reći لَوْ كُنَّا, ako mi slušavme i razmisluvavme ona što ih okažuva, مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. Ne može da bevme frljeni vo ovoj džehennemski plamen i džehennemski ogan. Koja je pričina za džehennem? Što ne sluša čovjek, što neoporno obmanije da nauči da čuje.
što ne zna целта od njegovото постоење на овај свет. Што е целта да држиш џамија и што е целта од оваа џамија? Да трошиш време, да ги полниш уши само со забава и со игра,